нека биде дел од вашето секојдневие. Елена Повеле. Пред се да ги поздравам сите присутни вечерва, веројатно интригантноста и интересноста на темата ги привлекла да додат тука и ќе биде на еден начин одговор на вашето прашање колку е важен изгледот кај нас, луѓето пред се ќе кажам, бидејќи кај мажите и кај жените подеднакво е важен изгледот. За мене изгледот или убавината на некој начин, ќе кажаме релативна работа, бидејќи и сите останати работи во животот се релативни. Сите различно прецепираме една одредена работа, дали е тоа некаков си објект, и различна е перцепцијата на луѓето за она што е убаво. Или што е каков изглед, што значи еден убав изглед. За мене на пиедестал нема да го ставам изгледот како изглед или убавината како убавина, пак ќе повторам релативното, ќе го ставам негата или негуваниот изглед. Негуваниот изглед може и кај жена со, да кажам, по-природно совршени црти, да направи по-забележителна жена, привлечна, интересна жена, да зрачи со шарм, иако може би низините црти не се совршенство или така нешто, но кај една убава жена може да го уништи впечатокот таа една лоша енергија однатре. Или однесување, или некоја си погрешна гримаса. Што не значи дека треба да ги вежбаме гримасите, нормално. Јас ќе го поврзам сето ова како тема со мојата професија. Секој од својот агол најубаво ги гледа нештата. Мојата професија не може да го стави изгледот како приоритет или како еден, да кажам, на приоритетот или тоест на пиедесталот на важноста, бидејќи доколку вашата музика не ве продаде добро изгледот, нема шанси да ве продаде. Но е во склоп на тој еден пакет или да речам важна компонента како една целина на една личност која треба да зрачи не само како тело, не само како еден негован изглед, на крајот на краиштата духот кој извира од нас е нешто што плени. Никогаш на сцената не може само еден изглед да ја купи публиката и да ја купи емоцијата кај публиката. Пред се е музиката. Барем тоа е мојот став. Значи, што пак ќе повторам, важен е изгледот. Без изгледот или убавината, или она да се доведеме до едно, да кажам, совршенство, сите ние јавни личности, не е можно. Бидејќи, например, доколку имате несредени ногти и треба да подпишете автограм, навистина не може да без тој сегмент не можете да се дозволите да не бидете на еден начин подготвени во секое време, буквално кога ќе зачекорите од вашата врата дома, нели? Па се до моменти кога, како што кажам, не сте расположени, ниту за насмевка, ниту за нешто, има такви моменти, има такви денови, сите имаме проблеми, сите сме ние всушност од крв и месо пред се, и нормално е да имаме да сакаме да се прошетаме тренерки и така натаму. Но јас морам да признаам дека секоја жена, посебно јавните личности, не смеат да си дозволат барем некој мал сегмент кој ја разубавува, да не го стават кај себе си кога излегуваат од сопствениот дом. Така што многу е важен изгледот во тој поглед заради една представителност. Представителноста всушност некогаш ќе ви помогне да најдете подобра работа, не мора да е тоа во мојата професија. Представителноста генерално. Така што второ ќе го ставам на пиедестал негувањето, салоните за убавење и сето тоа се подразбира дека се една компонента без која не се може во нашата професија, едноставно како и кај секоја жена, но не мора да значи дека треба да претераме со сите тие, да кажам, третмани или со сите тие нешта. Некогаш потрагата по совршенството малку не изобличува, малку не прави дел од една униформираност кај сите жени. Значи не треба сите да изгледаме совршено. Совршеноста некогаш извира и од убавината на мислата, која ќе споделите со некои одредени луѓе, или енергијата која ќе поделите во текот на денот. Или наутро ќе станете и ќе се замислите дека ќе му го направите на некој убав денот. И навистина ќе му го направите убав денот, ќе му заличите дури и најубав на свет, без разлика дали сте ненаспан или сте имале снимање, например, до 4 сабања, како јас. Така што е битен сегмент, но не најбитен во мојата работа. Подосна ќе проговорам малку повеќе што се да кажа. Баш така убаво кажа Елена, убавината во различност. Не треба нели се да изгледаат исто баш како колонирани, за нели тоа да биде еден символ на убавен или
или нешто слично, впрочем и секоја жена си има своја убавина која што треба да истакне, а ако се грижиме за себе, за изгледот, за телото, за лицето, за косата, тогаш ќе бидеме посреќни со насмевка ќе го пренесеме тоа. Вера повели? Генерално вака кажа доста од тоа што сега го делиме мислењето. Она што сега од како мис и како манекен изминативе години не се занимавам повеќе, меѓутоа кога ќе се навртам секако дека изгледат во Зашто така да препознаваат. Беше пресуден. Како се изгледа во однос на целиот физикус и мислам дека секој ние како човечко битие стремиме кон совршенство и кон убавина. Мислам дека на сите в првиот впечаток или сите сакаме да видиме убави работи во однос на, сега зборам нели на ова манекенството и во однос на месеците. Сите првиот впечаток им е убавината. Значи физикусот кој што се појавува, како го перцепираат и како изгледа. Подоцна се она што го носи девојката во себе, како харизма, како нешто плюс додатно. Така да сметам дека изразот за тоа е особено важен и дека оние девојки кои се занимаваат со манекенство, тука е секако и другиве професии кои што се вклучени во јавниот живот, е особено важен. Бидејќи реков, сите сакаат да гледаат убави лица, да среќаваат, или на веќе спомна ја се отвара нели можност за повеќе врати или се јавниот живот е таков, тој бара убавина. Секој пат еве за други работи кога би зборувале. Дали секој пат би го одбрале поубавото јаболко, тоа кој што е црвено, кој е свит, или дали за друго ово што се работи за некој. Мислам, никако човечко толку самото тоа по природно се стреми кон убавина. И затоа сметам дека треба да се негува и дека е важен изгледот. Лично, ако е како за мене, иако сум била дел од тоа каде што се истакнува изгледот дека е приоритетен, сепак ми било важно и да се негувам однатре. Значи, како личност. Како добар пријател, другар, сега веќе мајка и значи некои други особини, да се внегувам и однатре таа убавина да биде убавина. Значи, не само некој физикус однадвор, него и внатрешно. И сметам дека тоа е некоја комбинација која што би требале и жените да се стремат кон неа. Тоа е за мене некоја така, да ја наречам совршена комбинација, кога сме и однатре и однадвор. Значи да се негуваме и однадвор и однатре. Сега за однадвор имаме доста, дали се тоа нели косметички салони или некои други, а за однатре треба малку духот и самите да работиме на тоа. Ти благодариме, Вера. Суза, иако за тебе ќе имам подоцна уште едно прашање кое што ќе биде поврзано со твојата професија, затоа што си собственик на салон за убавина, не би сакала да ти изоставам и од ова прашање. Повели. Секако и за мене, значи професионално, лично, многу е важна убавината и надворешниот изглед. Со оглед на тоа што работам, значи ние креирам убавина, ја негуваме и ја одржуваме таа убавина на нашите клиенти. Сметам дека убавината е клуч што ја отвара секоја врата. Иако како убавина, како физички изглед, значи не мора да гарантира успех во кариерата, но сепак многу помага за да може да се отвори некоја врата. Значи убавината има праисториска вредност. Уште од најраното општество на човекот, луѓето сакале да се разубавуваат. Значи ставале менѓуши, обетки на носот, на ушите и на различни места, тетовирале дел од кожата каде што може да се гледа и сето тоа го правеле и мажи и жени со цел да се креира убавина. Затоа што убавината помага, значи на
секој човек да биде поуспешен, да има поголема самодоверба, да биде посреќен и да успее. Мислам дека убавите луѓе повеќе имаат можност да бидат на повисоки скалила во општеството. Но секако, значи, самата убавина, сама по себе, значи, не може многу да помогне додека тоа чувство не се надогради однатре. Значи, самата убавина бара и надоградување. Нашиот надворешен изглед не е само една надворешна фасада, значи, таа комуницира со околината околу нас. Така да сметам дека клучот лежи во убавината, колку и да признаеме и не признаеме, понекогаш и неправедно, ама може да и судиме по надворешниот изглед за некои луѓе. Не сакајќи ќе речеме убавата господе, келавиот господи, дебелата девојка. Значи, неправедно, ама подсвесно го правиме тоа и сметам дека сите луѓе што барем вложуваат по себе, нема неубави луѓе, жена, значи само не неговани и мажи и жени, дека тоа е составен дел во современиот живот и дека треба да внимаваме на нашиот надворешен изглед, затоа што ќе ни помогне во инфраструктурата да се најдеме на социјално и професионално повисоко ниво, да бидеме позадоволни и посреќни. А со тоа и поубав. Како што кажавме веќе неколку Првиот печаток прв печаток. Да. Нема враќање. Нема враќање. Јулија, повелете. Еве, јас најпрви на добро вечер да ги поздравам присутните во салата, публиката која што остана нели до крај за да не слушне, да ви се заблагодарам на поканата и да ве поздравам сите вас прекрасни дами дека што сте, бидејќи многу сте ми драги. Кога организаторот ме покани мене да гостувам во значи овој панел, јас малку реков не знам дали ќе се вклопам во сето тоа милје, затоа што со сиот пиетет кон сите луѓе што ги познам и овие прекрасни дами. Ќе зборувам јас за убавината затоа што убавината секако дека е многу важен сегмент од животот на една жена, поготово бидејќи јас сум жена која што над 30 години е значи во медиумите на естрадната сцена, сигурно многу повеќе од сите вас, но како и да е, нели со искуството и со растењето на естрадата и нашето животно искуство, некои работи кај нас во еден момент може да се сменат и тоа како да се сменат. Тоа се случува кога еден ден на жена ќе се случи будење, вистинско будење, и кога ќе свати што значи кога 30 години изборувале дека е убава, дека е сексипилна, дека е, не знам, предизвик за фотографирање, за пишување афери, за тоа дека во секој момент треба да биде убава, треба да биде атрактивна. И нормално јас тоа се обидував нели на некој начин да го постигнам и покрај тоа што мајката природа ми дала она што ми дала и му благодарам на Бога што е така и сите ние треба да му бидеме нормално благодарни затоа што тоа е навистина голем бенефит да Бог ве обдари така со надворешна убавина. Но бидејќи ние како склоп, како луѓе не функционираме само како тело, како надворешност. Ние сме значи составени многу по-суптилно од ум, тело и дух. Кога на една жена која што поминала толку време во естрадата и ќе сега вака слушам, треба да бидеме среќни, се негуваме, тоа е нели предуслов за среќа, кога ќе се видиме вака убаво нашминкани, па кога ќе се видиме, не знам, со понадуени усти, не знам, и вака и така. И се тоа јас тоа го почитувам, но верувајте, зборувам од свој аспект, значи зборувам само за себе. А препуштам на секој друг нели да се зборува и да се пронајде таму кој што се пронаоѓа. Кога сето тоа ќе го доживеете и слушате, еве сега слушам нели среќа, насмевки и сето тоа, бидејќи цел живот јас сум жена која што искрена и која што искрено се смеела, но морам да кажем и која што и неискрено се смеела, затоа што сите ние кои што сме на естрадата мора да глумиме помалку. И кога ќе сватите дали навистина сте среќни, дали навистина кога се смеете од срце.
И кога ќе сватите дека кога ќе отидете дома, сите тие насмевки што сте ги поделиле, всушност не биле вистински насмевки. Значи, тогаш се прашувате што се случува со мене. Зошто јас и покрај тоа што сум толку сакан, обожуван од маса народ, кога ќе дојдам дома и кога ќе бидам сама, јас се чувствувам осамена. И не се чувствувам така среќна. И еден ден се случи тоа будење кај мене и сватив дека сакам да бидам природна. Дека воопшто не ми е битно што ќе мислат другите, што ќе пишуваат за мене, дека ми е доста од афери, дека ми е доста од измислени работи, дека ми е доста да морам постојано да мислам и да трчам по тоа како ќе бидам, не знам, убава или неубава, нашминкана или нашминкана и така. И покрај тоа што не бев некој зависник, јас сум многу едноставна и за шминкање и за дотерување, не патам од тоа да бидам постојано во салоните и покрај тоа што имам свој салон за убавина, па сум била и кај Суза исто така. И многу го ценам тоа и знам дека жената треба навистина да се негува, но најголемата нега доаѓа само од внатре. Кога жената ќе се прифати и ќе се засака себе си. Кога ќе свати која е, кога ќе се разбуди, кога ќе свати која е, што е, кога ќе се засака, кога ќе ги засака сите своји врлини и негативни особини, кога ќе се приклони кон Бог, кон божествената енергија, тоа што сите го спомнуваат позитивна енергија, всушност нема позитивна и негативна, има енергија која што зависи како ние ја ја преточуваме всушност каква вибрација ја даваме за да таа биде позитивна или негативна. Енергијата е една и единствена, зависи од нашите мисли, од тоа како ќе ја насочиме и каква ќе биде таа енергија. Кога ќе сватиме кои сме, што се случува и кога ќе ние како суштества, како битија, зборуваме од женски аспект, бидејќи жените се најчесто повредувани, поготово јавните личности за кои што ете така, нели сите ги гледаат само како убавици или кукли, да речем, и сигурно дека секој од вас се почувствувал така. Кога ќе се случи тој момент на нејзино внатрешно будење, кога ќе свати колку е таа убава од внатре, но има еден многу важен момент. Ако во тие моменти не сватиме што се ни се случува во животот, и не простиме. Значи, простувањето е еден од најважните моменти за секој еден што не повредил. Затоа што жените во медиумите и тоа како се повредувани. Простување, значи од секој еден што ќе ни дојде во нашиот видеокруг. И пуштање, отпуштање. Се случува еден чуден процес. Препуштањето на Бог, на универзалната енергија. Знаете ли што ќе направи? Ќе направи нешто што не може да го направи ниту еден козметички салон, ниту еден пластичен хирург. Значи, ќе се случи едно внатрешно исцелување на нас од внатре. А женското тело, верувајте, најмногу му треба тоа внатрешно исцелување. Затоа што секоја клетка ќе ни се обнови. Тоа е како еден еликсир кој што не може да замислите што е тоа. И тогаш од вас ќе почне да блика една друга убавина, што нема да барате ни ботокси, што нема да барате ништо вештачко. Да, ќе го прифатите тоа како една помошна алатка за да си се разубавите. Но вистинската убавина, луѓето, жените кои што вистински се смеат вистински оние жени кои што се задоволни од себе. И што се случува кога ќе сватите такво едно нешто? Вие не мора да одите на вештачки третмани за слабење. Вие едноставно ќе сватите дека животната енергија доаѓа од вашата физичка активност. Клетката се обновува со дишење, правилно и со физички вежби. Кога ќе сватите дека не треба да бидете мрзливи, да почнете да направите најубавото за себе што го можете без пари. Од овдека сите не може да имаат пари да си приуштат пластични хирузи и скапи козметики. Но секој може да си приушти
чист воздух, трчање, затоа што така најбрзо ќе се регенерираат нашите клетки. И тогаш сите ние вакви различни какви што сме, ќе блеснеме од убавина, затоа што првен ќе бидеме здрави од внатре. Од внатре кога човек е здрав, па не му треба многу ни шминка, ни козметика. Од натре кога човек е задоволен, верувајте, има се што му треба. Таа заслужува аплауз, навистина емотивно и инспиративно. Ако имате некое прашање пред да продолжиме понатаму, слободно можете да ги прашате моите соговорнички. Или ќе проблем заради тоа што се злодни во вашите... Одлично прашање, колега. Дали никогаш сте имале проблем со тоа што сте Не. убави, Јас би изгодни? рекла убавината дека е само плюс, само не може. Не ви одмогнало? Не одмогнува, да, во никој случај, така што сепак нели не е пресудна, тука се и оние останати компоненти кои што ја прават една жена убава, но кога станува збор, мислам дека ова прашање се однесува во професионална конотација, така? Така, да, значи мене лично во професијата убавината ми е плюс, сето останато треба да се заслужи, односно, значи со тек на време, мислам дека колку се посветува човек на професијата, на она што го интересира, толку поголем успех ќе оствари, така што убавината е само еден плюс, ништо повеќе, а се останато е треба Одлична да се основа е. Одлична основа е, но за се останато значи стварно треба да се вложи голем труд, да се посветиш максимално и едноставно да имаш еден убав професионален пристап кон работата. И ќе има за гарантиран успех. Дали ова прашање за сите, нели? Ајде, ти за Елена бистото прашање. Добро, Веројатно гледам малку чудно дека збориме реално. Дефинитивно тука ќе ги споменам предрасудите кон негуваните убави жени, бидејќи некогаш се поистоветува убавината со, да кажем, неинтелигенцијата, што не е случај со повеќето, да кажем, јас јавни личности, бидејќи, да кажем, 99% можеби од моите колешки, дали се од мојата фела или од друга сфера од јавниот живот, сум заклучила дека всушност нивната убавина внатрешна е секогаш многу по-јак фактор за нивниот успех во професијата отколку самиот изглед. Не можам да кажам дека е негативна страна да сте, не знам, атрактивен, но дефинитивно некогаш имало и проблеми во однос на тоа да си бидејќи, не знам, сте атрактивен, негуван, убав или сеедно, да добиете непристоен предлог, што можеби не се случува со не толку атрактивните жени. Значи, кога одите во потрага по спонзорства, конкретно да речеме во мојата професија, бидејќи сега и работам повеќе сама, имате еден конфликт на тоа која е вашата цел на тој состанок, а која е целта на оној кој е ваш соговорник и оној кој што всушност треба да ви скочи во пресред на некој концерт, можеби некогаш интервју, можеби за некаква соработка, или тоа за реклама или за било што, било кој сегмент за поради она кој што сте отишле. А морам да признам дека тоа го имале како проблем тоест моите соработници од мојата претходна матична куќа. Јас сум сега сама го работам изминативе години и нешто сама работам како бидејќи имам своја фирма и така натаму, но за ова прашање најбово да го прашате и Иво Јанковски кој навистина много добро знае. 13-14 години имаше голем проблем да направи еден баланс помеѓу тоа што тој сака кога ќе седне на состанок и што тие од таа страна сакаат да добијат всушност или како ефект или како цел на крајот. Но за среќа, пак ќе повторам, квалитетот секогаш можда е нескромно да кажам, но јас сметам дека правам квалитетна музика. Квалитетот на мојата музика и да речем специфичната емотивна изведба која секогаш ја ставам на како една предност, барем во мојот случај и оригиналноста во сето на што го работам, секогаш превладувале да навистина немаме никаков конфликт или поголем проблем во однос на тоа. Сега кога веќе колега, значи вашиот колега новинар Александар и јас сме имале милион такви ситуации во кои например, не знам дали смеам да си дозволам да кажам, ама понекогаш така Да веќе прашам, можеш да си одговориш. Значи, имавме една интересна ситуација која после толку години, како што кажа Јулија, јас ја простив и веќе не ја ни спомнам, веќе